Почитувани, ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски уште еднаш покажа дека немаат ниту идеја, ниту став, ниту пак своја програма. Мицкоски зборува за враќање на парите кон граѓаните, а СДСМ веќе 4 години преку конкретни мерки ги враќа парите кај граѓаните. И ова е само еден од примерите. ВМРО ДПМН на чело со Мицкоски немаше храброст да понуди кандидат за градоначалник од своите редови за општина Центар, ниту за град Скопје. Знаат однапред дека се губитници, зашто нивните најголеми достигнувања, а истовремено најпогрешни инвестиции беа во проектот Скопје 2014, токму во центарот на Скопје. Скопјани почитувани многу добро знаат дека криминалните инвестиции на ВМРО ДПМН го уништија зеленилото во центарот на Скопје, криминалните урбанистички планови го бетонизираа главниот град, а трагите од криминалното узурпирање на водно се видливи за секој што има очи да ги види. Сега, ВМРО ДПМН се обидува да им ги замачка очите на скопјани со понуда од независна кандидатка за модерно Скопје, но залудно. Тие до толку се безидејни, што преку кандидатката која ја поддржуваат, нудат програма со веќе реализирани проекти. Еве неколку примери. Ветувањето на Данела Арсовска за продолжување на булевар Борис Трајковски до Драчево веќе се реализира. Ветувањето за отпочнување на изградба на булеварот Хрватска исто така се реализира. Завршена е градежната документација и моментално се работи на дислокација на енергетските инсталации на МЕПСО и на ЕВАНА. Ветувањето за продолжување на булевар Словенија, зашто градот веќе ги отворил понудите, е уште едно ветување од програмата на независната кандидатка поддржана од ВМРО ДПМН. Во програмата ветен е и проект за решавање на сообраќајниот хаос кај Мавровка, а веќе се работи студија за овој проект во град Скопје. Се ветува проширување и реконструкција на булеварот Цветан Димов, зашто веќе се води постапка од град Скопје како дел од проектот Брз автобуски превоз. Почитувани, се ветува и изградба на Јужен коридор со подземна сообраќајница, која веќе се гради и беше презентирана од градоначалникот Петре Шилегов. Ветен е нов објект на универзална сала, која цело Скопје и цела држава знаат дека е во фаза на реконструкција. Ветен е стратешки проект Смарт Скопје, а пред неколку дена веќе се промовираше проектот Скопје Смарт Сити во соработка со Македонски Телеком. Се ветува најголемата централна пешачка зона во поширокиот европски регион, откако истата веќе беше презентирана од градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Ветен е стратешки проект Скопје град на велосипеди, а Скопје веќе е препознаен како велоград. Ветено е уредување на коридорот долж реките Серава и Лепенец, зашто веќе беше презентиран проект од страна на град Скопје. Ветен е и нов стратешки проект за нови автобуски линии и посебна лента за јавниот превоз, а град Скопје веќе влегува во имплементација на проектот за брз автобуски превоз, за кој се обезбедени 70 милиони евра. Друго ветување, почитувани, на кандидатката поддржана од ВМРО ДПМН е дека град Скопје ќе спроведува низа активности за добивање статус Скопје Европски град на културата за 2028 година, што веќе, почитувани, се спроведува. Се ветува изработка на нов ГУП за Скопје, што веќе се прави. Почитувани, како што гледате, ВМРО ДПМН и Данела Арсовска немаат што ново да им понудат на скопјани, освен популистички проекти за бесплатен јавен превоз со 250 електрични автобуси, како ветување може да се спороди само со популизмот на Никола Груевски преку неговиот субрата Рој. Скопјани добро знаат дека ВМРО ДПМН има една единствена програма од која никогаш нема да отстапат. Тоа е програмата за барокно Скопје. ВМРО ДПМН немаат намера да сопрат со узурпација на водно, кој беше урбанистички уништено со градежни парцели, што како што слушнавме за згради мади од страна на луѓе блиски до шефот на Мицкоски од Будимпешта.
ВМРО-ДПМН, почитувани, не се менува кого и да поддржува. Затоа, и на овие локални избори ги очекува уште еден пораз од граѓаните, бидејќи тие знаат да препознаат празни и лажни ветувања, украдени програми и популизам. Благодарам.